Беше тоа на 22 февруари 1874 година, кога е роден Васил Чакаларов, македонски револуционер, војвода, учесник во Илинденското востание. Бил близок соработник и пријател со Гоце Делчев. Како член на Костурското горско началство, Васил Чакаларов се залага за кревање на востание против османлиите. Со своите 700 востаници учествува во Илинденското востание. Во Втората Балканска војна, Васил Чакаларов и Иван Попов повторно организираат голема чета која навлезе и ја нападна во тилот грчката армија. Во борба со грчките војници на 20 јули 1913 година во местноста Лакото на планината Вич, Чакаларов бил убиен, а неговата глава одсечена. Одсечената глава била однесена во Лерин и представена на народот со повикот «Нема Чакаларов, нема Македонија». Под притисок на српски офицер, главата на еден од најголемите македонски легенди на Илинденското востание, Васил Чакаларов, му била дадена на епитропот на црквата Свети Пантелеймон, кој ја погребал на гробиштата. На 22 февруари 1878 година во Охрид е роден Христо Узунов, еден од плејадата големи македонски револуционери. Поради својата револуционерна дејност беше затворен од страна на османлиската власт. За време на Илинденското востание учествуваше во востаничките акции и по задушувањето на востанието ја продолжи борбата за слобода се до неговата смрт, кога со 11 соборци, за да не им се предадат живи на османлиите, се самоубија на 14 април 1905 година. Беше тоа на 22 февруари 1907 година, кога починал Митре Панџаров Влаот, македонски револуционер, член и војвода на Македонската револуционерна организација. Со појавата на комиските чети, влегува во нивните редови прво како обичен борец, а потоа станува војвода на чета, од Рионски до окружен. На 22 август 1907 година, многуброен турски аскер начело со предавникот Христо се упателе кон селото со цел да го фатат војводата жив или мртов. Откако тројцата негови соборци биле тешко ранети, Митре ги убива, а потоа се самоубива. На 22 февруари 1988 година во Скопје умре Петар Богданов Кочко, македонски композитор, оперски пејач и организатор на музичкиот живот во Македонија. Учесник е во Народно-ослободителната војна на Македонија, еден од основачите на операта на Македонскиот народен театар и на првото музичко училиште, прв претседател на Друштвото на музичарите на Македонија. Како пејач остави низа значени улоги. Роден е во Скопје на 12 март 1913 година. Беше тоа на 22 февруари 1994 година, кога владата на Република Македонија донесе одлука за воспоставување на дипломатски односи меѓу Република Македонија и Кралството Белгија. Во Брисел, со размена на дипломатски документи, Кралството Белгија воспостави дипломатски односи со Република Македонија. На 22 февруари 2022 година почина Радован Павловски, македонски поет. Павловски потекнува од гостиварското село Железна река. Студирал право и литература на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Живеел и творел во Загреб, Белград, а во 1985 година се преселил во Скопје. Член е на Друштвото на писателите на Македонија, на Македонската академија на науките и уметностите и на Сојузите на писатели на Хрватска и на Србија. Павловски починал во Скопје. За своето творештво Павловски е добитник на наградите Браќа Миладиновци, 11 октомври, Кочо Рацин, Повелба на печалбарите, Гоцева повелба, Ацо Шопов и на странските награди Младост, Златна струна, 24-та Дисова пролет, Ристо Радковиќ, а стихозбирката Зрна е прогласена за најдобра книга од југословенската радиотелевизија. Ракописот Пир е награден за неговите високи уметнички вредности. Добитник е на светското признание за животно дело АБН, Соединетите Американски држави. Во 13-та едиција на меѓународното издание Кој меѓу интелектуалците на Меѓународниот биографски центар се објавени неговата биографија и библиографија. Посебни поетски книги му се објавени на повеќе јазици: англиски, француски, шведски, руски, чешки, романски, турски, српски, словенечки и албански јазик. Неговата поезија е застапена во поголем број антологии на македонската поезија.
22 февруари е светскиот ден на извидниците.